Во саботата се одржа фолклорен концерт во Ризари на сите учесници на фестивалот, со што заврши манифестацијата Ѓурѓовденски обичаи, кој секоја година се одржува во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов. Меѓународниот фолклорен фестивал Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора секоја година се одржува во месец мај, но годинава поради пандемијата со COVID-19 беше одложена за септември. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Ризари оваа година требаше од 7 до 10 мај да го одржи седмиот потрет традиционален ѓурѓовденски меѓународен фолклорен фестивал. Но поради пандемијата, ворената состојбата и забрана за вршење на јавни собири, овој фестивал е пролонгиран се до почетокот на септември. Значи од 5 септември до денес до 12 септември имаме направено неколку активности во врска со фестивал. Така, на 5 септември во рекотекот на река Масалници ги направивме традиционалните ѓурѓовденски игри со дел од игралците од играната група од Ризари. На 7 септември направивме фотосесија со најмладите членови од игралната секција од Ризари. На 8 септември ги направивме традиционалните игри во етнопаркот во Зрновци со дел од игралната група од Зрновци. Веќе имаме пристигнато и видеоматеријали од нашите верни пријатели од Босна и Херцеговина, од Медвеша, Трстеник, од Босилеград, од Игал, од Црна Гора, каде што ќе биде направено едно онлайн издание, каде што веќе другите материјали се у подготовка и наскоро ќе бидат објавени на страната на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов и на социјалните мрежи. И на денеска имаме традиционален концерт со инструментална изведба на ора и песни на оркестри на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Ризари, Фа Мугри од Кочани, потоа ново формираниот ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и нашите гости од Оравовица, фолклорниот ансамбл Китка. Поради пандемијата намален и бројот на учесници оваа година. Настапија оркестри од Кочани, Струмици и Радовиш, а од странство учествуваа оркестрите од Младинскиот културен центар Босна Арт од Стијалан Полје, Грачаница, Босна, културно-уметничко друштво Игало, Херцег Нови, Црнагора, културно-уметничко друштво Медвеча од Трстеник, Србија и културно-уметничкото друштво Младост од Босилеград, Србија. Преку фестивалот се чува материјалното и духовното наследство, како што се песните, ората, обичаите, а со тоа всушност се чуваат традиционалните и културните вредности и се пренесуваат на идните генерации. Проектот е финансиран од Министерството за култура, општина Кочани и приватниот сектор.